Конечно ни идовме на разбирање кај владата, ќе ни биде доделен, ќе направиме комплетна реконструкција него и ќе го вклучиме во процесот на секојдневното општествено делување на младите луѓе, каде што ќе направиме и хаб центар и дополнителни активности на младите луѓе со мини сала кај што може да се организира и представа на кино и така натаму и многу други нови содржини. Уште два нови зелени парка во градот, веќе двата ги реконструираме, постоечки најстариот градски парк во градот и Соколански парк, кој што претходниците само успеа дрвјата да ги исечат и ништо да направат. 2 минути има Максим Димитриевски. Други активности, решавање на поголем број на улици од секундарниот систем, бидејќи до сега некаде имаме реализирано со овој тим над 800 проекти во овие 8 години, а во иднина ќе се обидам уште максимално тој број да го зголемам. Добро, еве на крај сте. Мартин Кустовски, СДСМ. 3 приоритети за општина Куманово како иден градоначалник. Прво и основно што ќе направам, доста ентузијастички, доста амбициозно да ја вратам на смевката во Куманово, да ја вратам амбицијата на кумановци, да ги искористат потенцијалите кои што ги дава општина Куманово, бидејќи 8 години Куманово едноставно стагнира, едноставно тоне, нема развој, туку само гола реторика и празни ветувања. Пред се и над се, првиот мој, дали да го трне Максим или не знам, или може сите да поставим, не е проблем. Мојата амбиција... Немам против сите да поставите, Добро, да ги поставите вашите програми, онака како што го направи тоа Максим Димитриевски. Мој приоритет ќе биде изградба на 4 детски градинки и еднаш за секојаш да ја трнеме таа дилема дека нема веќе полесно да се запишува дете на факултет отколку во градинка. Ќе изградиме градинка во Зеленрид, во Населба Карпош, Перо Чичо и Тоде Мендол, со што интеграција на децата од предучилишна возраст ќе биде достапна за секое дете. Нема да имаме листи на чекање по 900.000 деца да не може да се запишат во градинка. Влегува во кадарот Максим Димитриевски, влегува цело време во кадарот на Мартин Кустовски. Добро, ова се тие некои вашата програма. Да. Ова се некои трикови на Максим да дефокусира, меѓутоа помина вакви трикови. Вториот мој проект е изградба на современ административен деловен центар со катна подземна гаража, со јавни тоалети, бидејќи верувајте срамно е за 35 години ниту еден градоначалник во општина Куманово не успеа да изгради јавни тоалети. А полна е устата со зборови на актуелниот градоначалник за некакво европско Куманово, за некакви 800 проекти и не знам што уште. Мојот трет капитален проект е изградба на современ олимписки пливачки базен со аквапарк преку јавно-приватно партнерство, 0 денари ќе вложи општината, а турски инвеститори ќе направат едно атрактивно место каде што градот Куманово ќе биде на мапата на туристички атракции во општина Куманово. Многу проекти, реална програма, меѓутоа пред се и над се да го вратиме оптимизмот и насмевката во Куманово, бидејќи таа 8 години не е присутна. Добро, реплика и контрареплика, откако ќе сите ќе одговорат. Јас имам реплика на Максим. Да, после. Добро. Прво од сите на првото прашање. Топ приоритети, 3 приоритети ваши како идна градоначалничка. Вака. На Куманово. Виолета Астовска, коалиција искуство за успех. Прв приоритет ми е воскреснување на кумановската економија. Во Куманово ништо не работи. Нема индустрија, нема производство. Куманово на времето беше еден многу силен, моќен индустријски град, да не ги споменувам фирмиве кои беа, меѓутоа сега моментално ние немаме индустрија, немаме производство, нема свежи финансии. Да не се повторувам, да не се луѓе во кои работеа во Авганистан, пензионериве и оние запослени во јавни предпријатија, едноставно не можам да кажам кој веќе работи осем овие другиве во Куманово. Така да сакам да кажам дека ние како Куманово и како североисточен регион, кај што припаѓа општина Куманово, имаме најнисок бруто домашен производ од сите 8 региони, дури на половина во однос на другите региони. Такво нешто не може да се случи и мора да внимаваме за да бидеме, да одиме напред, да едноставно да донесеме капитални инвестиции, да донесеме инвеститори, да донесеме луѓе кои ќе инвестираат по моделот на јавно-приватно партнерство, за да може да заживее економија и да почне нешто да се движи. Затоа што без финансии не можеме да градиме ни градинки, ниту други било какви објекти, ниту катни гаражи
и тоа е мојот прв приоритет. Вториот е подобрување на квалитетот на луѓето, затоа што луѓето во Куманово не живеат квалитетно. Поголем дел се хендикепирани во однос на финансииве, нема, како што реков, индустрија, нема стални плати, зборам за остатокот од овие други три категории што ги кажав. И трет приоритет ми е Куманово да биде велеград. Значи по моделот Dress to Impress. Ние најпрви немаме влезови и излези на Куманово, кога ќе помине странец или било кој да каже би сакал да се напијам, да свртам и да влезам во Куманово да се напијам едно кафе, па потоа да посака да јаде, па да остане да преспие. Толку. Благодарам. Да. Заврши. Добро. Мирослав Питковиќ, Левица. Ваши три приоритети како иден градоначалник на Куманово. Меѓу првите приоритети е генерално општо за младите, односно ревитализација на целата општина и општинските јавни предпријатија. Што значи ревитализација? Мислам дека најпрви хитно мора да се направи нова систематизација или ресистематизација на општинските стручни кадри и воопшто на сите кадри кои се во општина, за да може секој човек таму што е вработен да ја работи работата што знае да ја работи. Моментално тоа не е ситуацијата во Куманово. Многу луѓе се на позиции каде што не треба да бидат, многу луѓе се на позиции каде што не знаат да ги работат и многу луѓе се на позиции поради одредени политички добра, а не поради стручноста која е таму. Покрај таа ресистематизација која ќе се направи, мора да се подели работата за младите во два дела, односно младите во урбаните средини и младите во селските средини. За селските средини предлагам, и тоа е една многу едноставна мерка која не знам досега зашто не е направена, да се воведат правни, економски асистенти платени од општина кои ќе им помагаат на младите луѓе во село и на возрастните во село, затоа што сега во селата немаме нешто многу луѓе, да им помагаат во бирократските работи со секторот за земјоделство, со како се вика донациите од државата, субвенциите од државата, со доедукација на селаните и помош во ИПАРД фондовите. Не се уште селаните известени како да аплицираат за ИПАРД фондови. Тоа се пари наменети за нив, општината не се грижи за да дојде таа информација до нив и најчесто тие ИПАРД фондови како досега се злоупотребени од одредени политички структури во сенка. Што се однесува за младите во градот, нашиот град моментално Куманово е структурирано како стапица за младите. Што значи тоа? Ако се погледне движењето на младите, ние имаме кафана во градското подрачје, казина, коцкарници и аптеки. Ние немаме социјални места за младите и нивните активности. Брзо помина времето. Да. Добро. Горан Стојковски, независен кандидат, ваши три приоритети како иден градоначалник на Куманово. Благодарам. Значи, приоритетите наред за Куманово произлегуваат од реалните потреби на граѓаните. Тие потребни претходно се евидентирани преку анкети и се забележени во проектната документација на општина Куманово, но за жал останаа само на хартија. Значи, овие проекти, овие приоритети исто и произлегуваат од моменталниот хаос во Куманово, кој што ќе се надевам дека со наше системско решение, значи ние влегуваме со системски решенија за решавање на основните проблеми на град Куманово, ќе допринесе да тоа да имаме ред, да имаме функционален и град во кој што ќе има здравје. Прв приоритет, за жал во 21 век, некој ќе помисли дека тоа е дигитализација, некој ќе помисли дека тоа е воведување на вештачка интелигенција во нашата општина. Прв приоритет е чистење на сметот од градот, улиците, паркинзите, кејот и реката. Втор приоритет е решавање на паркинг хаосот и јавниот превоз во општина Куманово. Затоа што на вистина имаме несреден ниту јавен паркинг, ниту јавен превоз како што доличи на град во 21 век. Трет приоритет е моделирање урбанистичко градежно на самиот град Куманово. Затоа што имаме наследен урбанистички хаос, градење без ред и во овој момент, колку и да сакам нешто друго да биде приоритет за нашите граѓани, мора да се здржиме на овие три приоритети. Со тоа што овие приоритети со системско решение не се само реклама, не се предизборни и изборни ветувања, него со ова реални приоритети за чие решавање
треба знаење и вештина, затоа што водење на град и донасање одлуки врз база на знаење, односно преземање на акции врз основа на вештина што имат. Тоа е една мала локална дипломатија која што ќе мора да ги решава овие работи во Куманово. Добро, завршивте со првиот круг. Имате право на една реплика, нема проблем. Можеме да одиме од лево на десно, не е важно. Право на една реплика, право на една контрареплика. На едно прашање, така? На едно прашање, за да не заглавиме во реплики и контрареплики, да не одиме со решенијата на вашите приоритети. Ако имаме време, ќе имате можност и за други приоритети да говорите, и за решенија. Може Максим Димитриевски, имате значи 1 минута за... Побара Мартин, Сакате прв побара Мартин реплика за тоа. Костовски, СДСМ, реплика 1 минута ве молам. Значи, почитуваниот градоначелник Максим Димитриевски во неколку наврати потенцира дека има изградено 800 проекти. Јас по вокација сум правник, не сум математичар, меѓутоа, ајде да направиме една кратка анализа. 8 години е на власт. 8 години пута 365 дена, поделено со 800 проекти, излегува дека Максим на 3,5 дена градел еден проект. Ја одговорно тврдам дека тоа не е вистина. Тоа не е видливо и тоа е небулоза и ајде, условно кажано, политичка лага од страна на кандидатот Максим Димитриевски. Неколку пати кажува дека немал можност да гради градинки во изминатиот период од како е градоначелник од 2017 година. Одговорно тврдам дека владата предводена од СДСМ секој буџет што го донесуваше за Куманово имаше одвоено средства за изградба на градинки. Меѓутоа, неспособноста, неработата, немањето визија на Максим допринесе кумановци да бидат ускратени за едно основно право што се вика градинка. Добро. Контрареплика. Максим, не. Имате реплика 1 минута и имате право и контрареплика. Е, сега контрареплика на репликата. Добро, нема проблем. Ќе искористам право на реплика и ќе кажам. Да. Благодарам. Значи, првично, апсолутна инсинуација. Поранешниот евроинтегративец со вртоглава брза кариера во општината, во времето на неговиот побратим Дамјановски, кој што направија 4,6 милиони евра инвестиција на градски базени, го оставија општината со 15 милиони евра долгови, излезе вели ќе градиме нов базен, што апсолутно не му е потребно на Куманово. За овој плаќаме 400.000 евра годишно за одржување, што ни го оставија во наследство, во таква состојба каква што е, што се однесува до градинките. На сите апликации општината конкурираше, никогаш не доби. Но нивната влада, од која што ја излегов кога беа најмоćни, значи за едни беше мајка, за други мачја. Опростуваше долгови на јавно предпријатие Водовод во Струмица, но не и во Куманово и на другите општини. Оваа влада тоа не го прави. Но како и да е, граѓаните ги гледаат проектите, ги чувствуваат и тие се тука по емисијава ќе му е поклонам, значи книгава, да ја погледне, да ја прочитат детално. Тука се споменати и сите проекти кои што се инвестирани од страна на државата во период кога СДСМ бил. И ќе видите колку се, ќе преброите. Не, нема право на контрареплика. Ама не и Максот ти одредуваш правилата, има тука модератор кој што кажува. Слушнаме, имаме реплика. Имате реплика и контрареплика. И сега ја Мартин искористи реплика. Сега сака да искористи контрареплика. Контрареплика. Се едно, како... Добро, јас се јавувам однапред на контрареплика на контрарепликата на Мартин. Не, по една минута имате право на реплика и по една минута на контрареплика. Ама се јас разбираме. не дадов реплика. Јас дадов контрареплика, велјам. Имате право на реплика. Добро, имаме право на тајм-аут, што ние другите треба да бидеме посматрачи малку. Не, дворец. Благодарам, еве. Не, меѓутоа, знаете, Горан, сакам да одговорам да не останам краток во дело, како ми дозволувате. Да. Максим Димитриевски... За да завршиме тој круг и потоа имате секако и вие право. И тие веќе нема да имаат право на реплика и контрареплика. Ние ќе излезем. Процедурално ќе реагирам. Сега, господинот побара реплика, јас дадов контрареплика. Вие сега што му давате на него? Контрареплика на мојата контрареплика? Видите, јас реплика не дадов. Се едно, можете на второто прашање... Контрареплика, тогаш ќе треба да ми дозволите потоа и на мене. Океј, Билјана, еве, ја ќе бидам Имате по едно право на една реплика и контрареплика. Ако е проблем, ќе се откажам само Максим да не биде обесправен, зашто целата кариера изгледи така на неговата жртва, обесправеност и глумење на жртва. Еве, јас се откажувам од контрареплика Максим, благодарам. Продолжете понатак.
Добро. Јас ја градев мојата, можеби така, ти ја градеше со кумови, кумашински односи. Ама да не и збориме со- за кумови, Лидл кумот е најпознат во Македонија се. Нема проблем. Ќе збориме за се, ако Зборуваме зборуваме за слободно, тоа. Добро, ги искористивте. Значи, Да. најпознатиот кум е Имате- кумот на Максо во Македонија сега, да не збориме. А Зоран Дамјановски не ми е кум, мене кум ми е Бране Сувка. Има некоја нова А ако имате Ќе ме молам, Полека. причина да Имате право зборуваме на- кој што бил, Максим бил дел од овој систем со години. Мартин не бил ништо, бил вработен административец во Да, и го општина Куманово. растури тој си. Максим бил И советник, искористивте. председател на совет, пратеник, градоначелник, една кариера, се што можеше СДСМ да му даде, му даде. Му сврте грб на СДСМ. Тоа кажува за него Ова е како човек. контрарепликата која И запишав. едноставно Максим од една нема минута. право да збори. А мене ми е гордо што сум работел во времето на Дамјановски, бидејќи се изградени најголемите капитални објекти, базен, трета македонска, кеј, гасификација, нешто што е мисловна именка за Максим Димитриевски. Докога има потреба да се разбере со Дамјановски, го повикувам или вас ве замолувам, организирате дебата со него и Дамјановски па да се кажа што имаат недокажано. Благодарам. Сега ја искористивте Сега- право, го искористивте Имам право правото на на одговор. контрареплика. Вие имате право на реплика, се разбира. Повелете. Значи, јас нема да зборувам повеќе. Една минута. За други луѓе ќе зборувам за кандидатот и за кандидатите и за програмите. Ќе го се обидам да го задржам своето ниво и само ќе кажам. Излегуваат со предлози, конкретно господинот Мартин, кој што вели 400 километри ќе направил тротоари. Тоа би се тротоари од Куманово до Белград. Да и тоа збориме секоја отворено- средба во Сега Куманово. немојте да Отворено, влегувате. значи, Барам контрареплика. манипулира со Не. јавноста. Завршете. Значи за 8 години прилично успешно, барем реализирав проекти со поставување бекатони и тротоари. 91.000 метри квадратни во Куманово се поставени. 400 километри ги се 600.000 квадратни метри, претворено во пари со ивичњаци, се над 25 милиони евра. Тоа не може да се покрие со буџет на општина Куманово ни за следни 8 години и сите капитални расходи да ви отидат. Значи, тоа е нереално, а што се однесува до обвинувањата кои што се празни, водат една кампања во кој континуитет и на крај на 19 граѓаните ќе кажат. За моите резултати во Заврши политичкото делување, значи, се видоа резултатите бев пред 4 Можете години на избори пак да изгуби. говорите за Горан Стојковски сакавте или Мирослав Петковиќ? Да. Левица, имате реплика? Реплика Добро. имам, ќе Една искористам. минута и право Да, ќе искористам една и кон минута контра. ќе искористам и Може. кон Максим и Повелете, кон една минута. Мартин. Рековте дека не ви го доделуваат пионерскиот дом. Вистина е дека сега не ви го доделуваат. Но поголема вистина е дека ви го одзема поради политички работења во општината, односно сакавте кога се скаравте со Мила Царовска. Тогаш политички ви го одзема, затоа што сакавте одредени директори да давате, ви ги одзема ингеренциите. Тогаш е прв пат сум се соочил и сум дошол кај вас за да помогнеме во тој случај, ако се сеќавате, каде што ви нудев, тогаш не бев партиски никако за да не може да не обојат, ви нудев да влеземе во пионерскиот дом уметниците и вие само да ја повикате Мила на тоа да види што сакаат граѓаните. На тоа останавте глув и сега после 10 години се жалиме за пионерскиот дом. Што се однесува до оваа расправија генерално, само слушаме побро, кум, кариери во партија, односно партиски кариери. Тука сме на локални избори. Ние во општина Куманово моментално имаме политика на шуробаџанаштина и ништо повеќе. Добро, заврши. Не, веќе по една реплика и контрареплика на првото прашање. Не ги дадовте правилата, не. Како сега ме Тоа обвинува, е... треба да ми дадете знам, шанса но да тоа се одговорам. пропозициите зашто ќе завршиме цело време во реплика и контрареплика. Ќе треба, ама имавте. Јас ви кажав имате право на една реплика и контрареплика по прашање. На второто не е прашање можете што сакате да и репликите и контрарепликите по Сега јас прашање. Зашто искористим имаме реплика уште или не? Искористи Сега реплика да, за контра. првото прашање, Добро, затоа што добро, сите имаат мислам, право дека по едно. Имате вие сега право контрареплика и Виолета Арсовска се разбира доколку Дали може да сакате. позајмиме од против кандидат да ни даде право на реплика? или? Можете. Нема проблем ако не. Благодарам. Повелете, Горан Дајте Стојковски. конечно да расчистиме што се капитални проекти, а што се проекти. Последни капитални проекти во општина Куманово се пречистителна станица за отпадни води и бунарот во Бедиње и бунарот во Митев мост, кој донесо 100 литри во секунда вода за снабдување со вода на Куманово. Сето ова останато што го зборуваме се дел од работа на општинска администрација која што е изберена од нашите граѓани. Дали ако отидете на банкомат
и ставите картичка и тој ви даде пари, ќе му аплодирате. Тоа му е работа. Капитални проекти се нешто што се вон работа на локална администрација, нешто што стварно со години и години понатаму ќе донесе бенефит. Значи, последни вистински проекти, пречистителна станица, донација од Швајцарија, вредност над 7 милиони евра и бунари за вода алтернативни во Митев мост и во Бидиње. Сето ова останато е дел од работа на општина Куманово. Добро. Мирослав Питковиќ, сакате контрареплика? Добро. Само затоа што не ми остана време во првиот Да, дел нема да кажам за проблем. третата. Говорете за што сакате. Да, за третата точка, односно за безбедноста, додека се расправаме. Навистина сум уморен од искусни политичари да зборуваат само за нивните партиски кариери, кој како напредувал или кој на кого му помогнал. Додека се расправаме за тоа, ние имаме една огромна точка на проблем, а тоа е безбедност. Безбедно не живееме во Куманово, имаме небезбедни воздух, имаме не сме безбедни од пожари. Зашто да не зборуваме за тоа? Целото време и целите кампањи и пари се трошат на нивните промоции. Погледнете, ова е малициозно, тие ги ставија нивните програми, ова се две партии со најмногу пари за реклами, зема ги ставија нивните програми. За пари ќе збори. Помалициозно не може да биде од тоа. Што сакав, извинете, мојата реплика. Да, нашиот лидер вади пари од својата, од партијата, да, од партиска сметка. Тоа е исто кога да кажете собственик на бизнис не може да вади пари од да, точно е. Па не, ама иста е релацијата. 700.000 денари да извадите, тоа се нашите пари за кампања, господине Максим. Тоа се 700.000 денари. Ние правиме кампања со 700.000 денари. Ние сум многу. Благодарам и многу не сте културни, срамота е пред културен работник да се однесувате така некултурни и без бон тон. Само према брада и бричка мене. Добро, повелете. Вие имате реплика? И реплика и контрареплика во исто време кон сите кандидати, значи најпрвин треба да се соземеме сите и да размислуваме на позитивни работи. Можеме да правиме, да градиме, да се фалиме кој што направил, меѓутоа вистинава е сосема поинаква. Треба да земеме и да размислиме како ќе го задржиме овој народ во живот, затоа што народот не е гладен, можеме да се лажеме. Меѓутоа, кога обичен човек ќе отиде у продавница, се размислува дали да купи кило сирење или кило кашкавал. Може би вака ќе изгледа простачки, меѓутоа тоа е факт. Кумановци 80% се дојдени на дно. Имаат луѓе кои немаат дома електрична енергија, кои со месеци живеат без електрична енергија, многу се должни и можеме да збориме, меѓутоа ништо не правиме. Можеме да се надмудруваме до утре, состојбава е сосема поинаква. Промени мора да има, на подобро, у секој случај. Добро. Може Одиме контрареплика? со... Не, имате по една реплика право, но сега можете да ги користите идеме на на второст на второто прашање, прашање. така. Да, решенија за вашите 3 приоритети. Треба да понудите решенија, оние за кои говоривте, приоритети и потоа пак имате право само на една реплика и право на контрареплика. Значи можеме со Максим Димитриевски, знам, решенија за вашите приоритети како иден градоначелник во општина Куманово. Најпрвен чисти инсинуации за домот за пионери 29 ноември Куманово, бидејќи тој не работи повеќе од 10 години, ја не сум бил градоначелник, е даден на владение Министерство за труд и социјална политика. Таму имаше кафана, имаше други активности и така натаму, беше затворен. Значи, 7 пати го бараме, не ни го дава. Со оваа влада не идовме разбирање, сега на владина седница, ќе видиме каков одговор, јас очекувам позитивен одговор. Што се однесува до развој на индустрија, бидејќи не стигнав реплика, да добијам тука, Куманово развива најголема индустријска развојна зона во Македонија. Во моментов над 150 милиони евра инвестиција. Ние точно дека во целост кумановското стопанство не работи. Во Куманово имате успешна фабрика ФЗЦ Куманово приватизирана. Успешна фабрика Искра која прави бродови за Италија и сегменти за Манесман и многу Месерман и други германски фирми ориентирана на извоз, голем број на приватни компании, голем број на предприемачи и во периодот во последните 8 години бројката од 21.000 невработени е намалена на 15.000 невработени. За жал, половина од таа бројка се без завршено основно образование. Каде е проблемот? Не само во општината, во системот. Инаку, сите овие проекти кои што ги наведов, ќе бидат реализирани како што беа и претходно ветените и реализирани во целост,
Куманово реализираше многу капитални проекти во изминатите 8 години, а најкапиталниот проект што успеа од еден најзагубар општина во државата, кој што беше резултат на загуби поради и тие јавни предпријатија и погрешните инвестиции кои што беа правени и оние капитални што беа претходно споменати, бидејќи таа инвестиција за прочистување на отпадните води ја платија на крајот на денот граѓаните во сметка, но не во целост, па општината мораше да субвенционира дополнително, значи ќе продолжи со реализација на сите ветени капитални проекти кои што се во оваа програма која што стои пред мене, бидејќи за мене се уште како политичар и човек кој што се бави со политика, зборот е збор. Благодарам. Да. Контрареплика? Не, одиме прво со второто прашање решенија. Потоа имате право на реплика и контрареплика. Секој да ги образложи своите решенија за приоритетите. Благодарам. Мартин Костовски, СДСМ. Благодарам, решенија Милена. за вашите приоритети. Решенија за моите приоритети ќе биде од буџетот на општина Куманово и преку моделот на јавно-приватно партнерство, а уште повеќе преку искористување на делот европските фондови, кој што беше мисловна именка, односно администрацијата на Димитриевски воопшто не учествуваше во искористувањето на такви фондови. Меѓутоа, оно што е битно, ќе се работи искрено, честно и поштено Кумановци, што ви кажат, некако во случајот на Максим Димитриевски, каде што изгледа на детски качиња што ги направи, замислете, 4 детски качиња е потрошено 4 милиони и 800 илјади денари, или едно игралиште за 20 илјади евра. Односно 4 плюс 1 спортско игралиште за 14 милиони и 500 илјади денари или преку 30 илјади евра за едно игралиште кои што сега се непрепознатливи или не постојат. Особено па нема да се работи како што е изградбата на тартан подлоги во Куманово од омилената фирма на Димитриевски Интеко од Скопје, кој што го правеше ја правеше реконструкцијата во смарт паркот во Куманово, каде што за фантастични 5000 евра се набавуваат клупи, смарт клупи. Обични бетонски столбови се нарекуваат смарт клупи за 5000 евра. Тука беше и неславниот тартан во Соколанскиот парк, неславната фонтана, едноставно се појавуваат сомнежи за незаконско и криминално работење. Особено тука нема да ги злоупотребувам општинските средства кои што сега го прави Максим Димитриевски. Во моментот ја повикувам антикорупцијската комисија, ја го повикувам јавното обвинителство за злоупотреба на 42 милиони денари од буџетот на општина Куманово за подкуп за реконструкција и санирање на јавни површини со бетон плочки. Без претходно да се даде согласност од Советот, без техничка документација, а да не зборуваме па воопшто за некоја подлога како што е водовод, односно подземна инфраструктура како што е водовод, канализација или останати. Секаде, во Ајдучка чешма, Населва, Карпош, Рајкова куќа, познато, или Билјановце, едноставно, Максим, вие сте поборник на бесправно градење, а тоа е кривично дело и тоа е некоја реликтна политика од 90-тите години и граѓаните добро препознаваат. 8 години е доволен период да покажете што знаете, што умеете. За жал, вие тоа ништо не докажавте. Благодарам. Виолета Арсовска, ќе имате можност за реплики и контрареплики да го завршиме кругот. Коалиција искуства за успех, решенија за вашите приоритети. Споменав дека во програмава имаме предвидено јакнење на економскиот сектор во Македонија како еден од приоритетиве, меѓутоа имаме предвидено Кумановски инвестициски фонд и Општинска развојна банка. Општинска развојна банка ќе биде во склоп на тој фонд, меѓутоа ќе биде во соработка со Министерство за финансии и со Народна банка и ќе оди по моделот минимални камати на долг рок за луѓе кои сакаат да имаат собствен бизнис, особено за млади луѓе и за микро и мали предпријатија. Значи акцентот ќе биде ставен тука. Тоа е еден од решенијата за воскреснување на економија во Куманово, затоа што, да не се повторувам пак, без пари, без финансии нема живот. И сакам да кажам дека не е контрареплика, меѓутоа да не се повторувам уште еднаш, дека немаме индустрија и ФЗЦ за мене не е успешна фирма, иако е приватизирана, дали има 50 луѓе кои работат во неа, исто е искра и можеме да збориме до утре са бајле колку сме успешни, меѓутоа тоа е факт дека во Куманово ништо не работи, дека Куманово, пак ќе кажам, мртов град. Ние живееме во град на духови. Нечисто, улици неасфалтирани, се ставаат бекатонки кај што нема канализација по населбиве. Едноставно хаос кој мора да се смени со едно домаќинско работење. Имате уште 27 секунди. Доволно е, кажав што има да Добро, кажам, да. доколку можеме тогаш да завршат, да.
Мирослав Петковиќ, Левица. Вашите решенија за вашите приоритети за општина Куманово. Би се посветил први на решение дигитализација на цела општина. Срамота е 21 век, сме четврт век помина, ние се уште документи носиме од шалтер на шалтер, од архив до архив и бараме хард копи документи и подписи. Мислам дека тоа треба да се заврши и тоа може многу лесно да се заврши, дури би помогнал на општината и на администрацијата тоа да го завршат, не се потребни повеќе од 3 месеци да се заврши таа процедура. Што се однесува, сакам да зборувам малку за здравјето во општината. Ние имаме истражување кое, мислам, не ние, туку тоа е светско истражување, дека Куманово и тој регион боледува од бубрежно болни. Што правиме со тоа? Од каде доаѓаат тие бубрежно болни? Тоа истражување не го гледа централната власт, тоа истражување не го гледа општинската власт, но го гледаат приватните болници, па затоа имаме сега приватна болница за бубрежно болни. Се уште не знаеме од што се бубрежно, зошто најголем број на бубрежно болни има во Куманово, дали од водата, дали од исхраната, дали од воздухот. Тоа се некои дополнителни истражувања кои мора да се направат. Втора работа околу болнето, ние имаме здружение кое се вика Верба и Надеж. Тие бараат од државата и од општината неколку пати регистар за пулмолошки заболувања од НАТО мировните мисии. Зошто тие немаме ние пулмолошки центар? И не само од НАТО мировни мисии, ние имаме пулмолошки заболени луѓе од загаденост, ние сме еден од најзагадените градови. Порано бевме само во зимскиот период, сега почнавме и во летен период да сме загадени. Така да мислам дека треба таму да се изанализираат тие истражувања од општинска гледна точка и да се преземат конкретни мерки кои ќе ги кажат стручњаците кои се таму. Не е градоначалник стручњак за се, просто е менаџер на човечки ресурси. Што се однесува за безбедност, сакам да кажам дека има исто така едно многу едноставно решение, тоа е за пожари. Ние имаме многу вода во Куманово, извори, зошто не се регистрираат и покрај нив да се направат резервни, односно хидранти за вода од која населението ќе може да пристапи пред да стигне, како се вика, противпожарна служба. Благодарам. Добро. Одим без Горан Стојковски, независен кандидат, решенија за вашите приоритети. Јас ке се држам исклучиво до решенијата, нема да коментирам на ништо од другите кандидати што кажа што беше случај до сега. Значи, јас како што кажав, ние ќе одиме со системско решение на овие 3 приоритети кои што се меѓусобно поврзани. Значи, прво ќе се направи анализа и одредување на локација, каде што ќе се одлага градежниот шут и кабастиот отпад. Ние немаме моментално локација каде што ќе го одлагаме градежниот шут и кабастиот отпад. Потоа ќе направиме скенирање на реална ситуација во јавното претпријатие Чистота и зеленило. Да се види со што механизација се располага, зошто дел од таа механизација не е регистриран, зошто не е функционален, да се види што имаат опрема за решавање на проблемите на лице место, значи од косилки до дувалки, за се останато за чистење по улиците, да се види со колку луѓе на вистина јавно претпријатие Чистота и зеленило е на терен. Јас имам податок дека улиците ги метат само 25 луѓе. Понатаму, затоа што ова системско решение, општина Куманово ќе субвенционира носење на кабастиот отпад, кој што ќе биде определено каде ќе се носи, значи општина Куманово ќе субвенционира, луѓето ќе треба само да пријават дека ќе имаат кабаст отпад и градежен шут и општина Куманово ќе го носи до местото каде што треба да се однесе. Затоа што ако не го направиме тоа и ако не го повржеме издавањето на одобрение за градба и одобрение за реконструкција со, значи, одлука на совет кој што ќе донесе одлука да мора да има договор со јавното претпријатие Чистота и зеленило за носење на тој отпад. Отпад кој што ќе биде селектиран и тоа ќе биде услов да биде, значи, од општината субвенционирано. Отпад селектиран и да се однесе. Ќе воведеме алатка Моје Куманово, тоа е дигитална алатка со вреди само $15,000, која што функционира во цела Европа и со таа алатка граѓаните ќе можат да ги сликаат контейнерите, веднаш да пратат порака до општина, општина. Во ред, да. Одиме со реплики и контрареплики, но веднаш по рекламите. Останете со нас. Добро, се враќаме во анализа. Сега е време за реплика и контрареплика на моите гости, кандидати за градоначалници на општина Куманово. Прв бара Мартин Кустовски, СДСМ. Реплика, повелете. На Горан, да. Благодарам, јас би му реплицирал на Горан
пред да ги набавиме тие алатки што апсолутно се сложувам дека се потребни, мора да направиме широко отворени врати за работата на јавните предпријатија, да влезат ревизорски тимови, да констатираат зошто двете јавни предпријатија ЈП Чистота и Водовод, Чистота и Зеленило и Водовод должат фантастични 10 милиони евра. На што се должи тоа? Бидејќи имаме изјава од градоначалникот дека општината не е задолжена, дека јавните предпријатија работат доволно, знаеме преку седниците на Советот какви дотации и помошти се даваат на овие две предпријатија, меѓутоа ништо не функционира. Чистота и Зеленило во Куманово е должна 1,6 милиони евра. Водовод на крај на 24 година е должен 8,7 милиони евра. Само Чистота и Зеленило према добавувачите од 2018 до 2024 година од 30 милиони денари го покачува својот долг на 42 милиони денари. Сите директори од партијата Знам го водеа ова јавно предпријатие, а градот е една нечиста депонија. Затоа прво да отвориме врата за ревизорски тимови, да утврдиме како е направена штета, кое е незаконското работење, а потоа да правиме реструктурирање на самите јавни предпријатија. На крај сте. Сега вака, заради тоа што не знам дали ќе има време по 2 минути секој да каже својата порака. Дали сакате прво да одиме со реплики, а потоа со пораките, доколку има време, да одиме со контрареплики. Сакате ли така или поважни ви се пораките до... Контрареплика на Мартин само ќе имам да... Добро, Мартин, се извинувам, Максим Димитриевски, знам, имате реплика. Мојот против кандидат од лева страна, така говореше и оној предходниот, па на крај се соочи со судски обвиненија, да внимаваме на навредите, да го задржиме нивото и се извинуваше јавно и ќе ве молам. Нека заврши. И ќе ве молам, дозволете ми, бидете парламентарен, не може брутално да водиме емисија. Ајде да земеме да се степаме. Не, окей. Значи не гледаат граѓаните. Право на реплика. Значи, така говореше и вашиот предходник, заврши на суд, се извинуваше јавно, плаќаше оштети. Внимавајте на вокабуларот со навредите и тоа вие како новина треба да интервенирате во одреден момент. Што се однесува, значи, до невистините кои што ги изнесувате, отворете прво сајт, веб-сајт. Имате општина, имате на 30 услуги што општината ви ги нуди онлайн, кај што имате услуга онлайн, што нема навика во нашето општество, тоа е нешто друго. Инаку во делот на јавни предпријатија и загубите, па они ги правеа во нивно време кога тој стана евроинтегративец од 2004 до 2008, од 2012 натаму. Зошто не плаќаат ДДВ за граѓаните што го плаќаат кон управа за јавни приходи и поголеми се обврските од тие што се прикажуваат овде и исто така во водостопанство подносителот на листа му беше директор, потоа и кривично одговараше за подкуп, беше и во затвор, денеска му е подносител на листа, беше директор, изеде 100.000 евра како директор. А јас лично побарав државна ревизија и беше направена пред 4 години во сите јавни предпријатија и во општината со осврт на јавни набавки. И на што се должиме долг? Добро, вие 10 милиона евра. Мартин, Вашето недомаќинско работење. имате контрареплика. Значи, Имате една а јас минута. враќам. Типични инсинуации и невистина од страна на Максим Димитриевски. Типични инсинуации. Јавните предпријатија во општина Куманово заради незаконското работење на Димитриевски се должни 10 милиони евра и тоа граѓаните треба да го знаат. Јас во општина Куманово работам од 2009 до 2017 година. Врска нема ова што се збори дека долговите се од 2004 па понатака. Јас не сум учествувал во сето тоа. Максим Димитриевски бил се што можело да се биде во една политичка кариера и тука се надам дека ќе му заврши кариерата на 2 ноември. Меѓутоа Максим Димитриевски мора да даде одговор зошто реконструкцијата на мал плоштад во општина Куманово, кој што е брука и едно фијаско на работата на локалната самоуправа, чини фантастични 800.000 евра, срам и штета од буџетот. И моето прашање е зошто не е стопирана градбата од надзорот, зошто не е стопирана од страна на овластениот инженер, од кои причини не е повлечена банкарската гаранција. Дали е напишано, дали не, ја прашувам, дајде одговор, нема да правиш гримаси, кажи одговор пред македонската и кумановската јавност. Зошто ве следат серија на афери, криминогени, корупцијски и неуспешни? Тоа е клучот на оваа емисија, Максим да ги даде да одговори. На крај сте. Максим Димитриевски, имате право на една контрареплика. Доколку сакате. Сакам секако, но се пријавија пред мене на реплика. Во ред. Имам право. Сега ако сакате, можете. Лопов каже држте лопова. Тоа е правилото по кое што се водат. За жал србите ја пријавиле, значи, таа поговорка и треба да се унифицира. Не е никаков проблем, плоштадот во Куманово не чини 800.000 евра, поведена е постапка против изведувачот, изведен е друг изведувач, до сега има платено некаде околу 200.000 евра за сите завршени работи на плоштадот, се што не чини ќе биде повторно преработено и општината ќе наплати оштета.
Но што се однесува до останатите инсинуации, мислам дека е некоректно, без да се остави простор да се дебатира тема по тема. За жал, оваа емисија остава таков простор да немаме можност да дебатираме тема по тема, стрикно како што ги наведува, затоа што имаме само 30 секунди на дискусија. Но како и да, јас бев на контрола кај граѓаните во неколку наврати на гласање. Гласачите одлучија, вие изгубивте. Венко вика ќе ги избришал сите против кандидати. И јас ќе ви кажам, знам вас ќе ве згази како шлепер жабу на следеќи избори. Ова беше интересно, ама некои други времења. Добро. Максим Димитриевски градоначалник во заминување, и тоа е јавно познато. Не е хаос. Реплика и контрареплика секој има право. Одиме Виолета Арсовска, коалиција искуства за успех. Имате право на реплика и контрареплика. Секој има право по 1 минута. Да. Сметам дека ќе биде интересно за вашата телевизија да ги поканите двајцата кандидати па да се изназборуваат и да си кажат што имате едниот на другиот, затоа што ние останавме занемарени во втор да сме живи и здрави. Доколку има втор вака. круг, Да. не сте занемарени. Така. За сите има исти правила. Исти правила, меѓутоа некако ние тројца овде останавме како отфрлени. Вака сега. Сакам да кажам околу идеите и... Ги имате истите минути. Ева имате 1 минута, ја ви одземав 10 секунди, предпоставувам, ќе имате и плюс 10 секунди. Повелете. Околу отпадот, значи тоа е една идеја која ќе чини многу пари. Не се согласувам дека е добра со идејата со господинот Стојковски, меѓутоа ние можеме отпадот и на многу друг начин да го решиме по моделот на Кина, кај што се согорува отпадот и се прави пепелот што останува, се прави цемент, или по моделот на Сингапур кој има 4 фабрики, се топлат луѓето од Сингапур и прават битумен за асфалтирање на патиштава и така натаму. Значи, можеме да профитираме и да најдеме начин како да направиме нулта отпад и едноставно сите да видиме добро во таа сфера. Процедурално мислам дека не е фер Максим да се смее кога некој против кандидат објасно и дава одговор. Не е тоа. Мирослав Петковиќ, Левица, ве молам. Мартин Костовски, ве молам. Мирослав Петковиќ, Левица. Имате реплика? Така е. Повелете. Сакам први за невработеноста дека е намалена, навистина е намалена, но невработеноста пред се е намалена поради одселување на младите, одселување на работната сила, а не поради тоа што нешто многу ги вработивме, освен во оние индустријски зони кои немаат услови нормални за работа. Доколку е дигитализирана општината, зошто имаме уште луѓе на шалтери? Зошто уште треба да се оди по печат до архива? Зошто имаме се уште гужва во институциите? Или мислите дека не е доволно добро тоа направено? Не, добро, во ред. Имам уште 20 секунди, ви ги препуштам да ми одговорите на ова прашање. Која е вашата идеја за пионерскиот дом? Јас веќе изнесов мојата идеја. Не, што е идејата? Да. Значи да се реконструира во целост, За да која биде намена? место кај што младите ќе го поминуваат своето време, и бидејќи во рамки на Министерство за труд и социјална политика и веќе изградија детска градинка без никаква дозвола внатре, и не можат да ја впишат како објект. Го правеше тоа Мила Царовски, водиме постапки за тоа да направиме дел целодневен престој на ученици таму, бидејќи тоа е сегмент од образование. Сцената ќе се искористи, ќе се реконструира салата и ќе можете да играте и на мала сцена таму, како што овие претходно го реконструираат театарот веќе неколку години, а ние ќе го довршиме. И на кој национален центар? Од Мирослав го остапи времето. Ти благодарам. Извинете, значи правилата се еднакви и фер за сите. Сите имате по 1 минута реплика. Виолета имаше само реплика, останува контрареплика доколку сака. Вие сакате реплика, повелете Горан Стојковски. До Мартин е чисто. Мартин многу години касниш со прашањето зошто е проблемот во јавните предпријатија. Еве го ревизорскиот извештај за работа на ЈП Водовод. Го имаш и на сајт, можеш се да прочиташ и да видиш што и како е. Но на погрешно место го поставуваш прашањето. Прашањето треба да го поставиш до луѓето околу тебе и да ги прашаш како можело 2012 година Водовод да нема плата,
а за репрезентација да се потрошат 2 милиони денари, за донации да се потрошат 780.000 денари. Како можело 2013 за репрезентација да се потрошат 1.122.000 денари, а за донации 1.149.000 денари? Дозволи сега. Значи, прашање треба таму за да добиеш конкретен одговор. Немало плати, али имало за јадење и пиење. Како можело да се фактурираат 15 милиони струја 2011, да се платат 600.000? А како можело 2020 да се платат 19, како можело 2018 да се платат 14, како можело 2016 репрезентација да е само 8.000 денари? Ме прашува и не ми давате простор да одговорите. Сите мора да имаат право еднаква минутажа. Да го завршиме кругот. Ама Горан Стојковски да каже колку го остави во ког јавно предпријатие Водовод. Тоа е клучното прашање. Ако ме прашува треба да еднаква минутажа. Ја не сум бил директор на Водовод. Ве молам, вие имате право на да, прво пред вас се извинувам. Каша попара. Имате право, не е каша попара. Имате право вие на контрареплика. Повелете, Виолета сакам да кажам дали некој мене Од него ти беше главен кадровик тогаш со години, човек, у партија. Цело Куманово го знае. Извинете да видам. Виолета Арсовска, ве молам, повелете. вака. Сега бараш простор да Контрареплика. Кога тие бројки што ги Да, изнеси се во аргументите се целост дека Повелете. во твое владење Виолета, 10 милиона евра. Ве Тие молам. што ги направи тие Ќе имате долги, уште- подносителна листа се снима. Ве молам. Одличен човек. Да, Виолета Арсовска, ве молам. Контрареплика. Контрареплика е на состојбата дали некој мене ќе ми се смее или нема да ми се смее јас што зборувам. Јас немам искуство многу по Не телевизија, ви се меѓутоа насмеа, се имам извинете. животно искуство и сакам да кажам што се е толку многу убаво во Куманово, зашто повеќе од 30% население не е иселено и тенденција е уште 10% до крај на оваа година да не се исели. Мислам, не е спротив вас, меѓутоа тоа е факт и ние не можеме да побегнеме од тој факт. Можеме да зборуваме и да пак ќе кажам, ќе градиме ова, ќе правиме она, ќе направиме, а ништо не правиме. Ние сме дно дна. За мене, мојот град во кој сум родена и израсната, едноставно, не знам, нема лимит на мизерија во која живееме. Сите, и јас сум у таа мизерија и не сакам да се жалам, меѓутоа има луѓе кои едноставно се депресивни, болни, разочарани и не само од бубрежни болести, од многу други болести. Вие имате право на контрареплика. Така, би ги остапил пред И Горан 30. Стојковски. Имаш право, добро, ќе продолжам. Сакам да кажам за убаво споменавте, ние имаме рекорден број на разводи на млади во Куманово. Имаме рекорден број на психички болести во Куманово. Имаме рекорден број на оцелени млади. За само финансирање што имаат добиено младите, односно за отварање на фирми преку само финансирање или како и да се вика, само вработување, 70% од тие мали предпријатија, микропредпријатија се затворени. Значи, ние им даваме на луѓето пари за да може да работат, за да отворат, но немаат основни услови. Ние не ги вметнуваме никаде во буџетот на општината. Имаме нашиот пети кандидат на листата за советници е Никола, кој е млад предузетник, кој работи на конструкции, кој навистина многу гради, но цело време не може да дојде до ниеден тендер, до ниедно цемачин по други градови. Оди, треба некако да се најде начин преку структурите на општината тие млади предузимачи да се земат и да се вклопат во буџетот на општината. Да, на крај сте. Добро, вие имате право на контрареплика. Не, но имате после уште по 2 минути порака до гласачите, искористете ги како сакате. Можете да реплицирате меѓу вас, а може и да се обратите на вашите гласачи. Повелете, Горан Стојковски. Значи, прашањето во каква ситуација го остави Горан Стојковски Водовод. Многу е побитно прашање во каква ситуација го наследи Горан Стојковски Водовод. Значи, го наследи со блокирана сметка и имавме на располагање само 12 милиони денари за плата и за сервисирање на сите останати работи. Во периодот додека беше Горан Стојковски во Водовод, направена е реконструкција на 25 километри канализациона мрежа во Куманово. Направена е реконструкција на фабрика за вода во вредност од 780 милиони илјади евра и се напавени 10.000 водомери, смарт водомери во вредност од 1.850.000 евра.
комплетно изработена документација од страна на ЈП Водовод, аплицирано по одредени министерства и добиени средства. Парите стоја на располагање од 2011 година, немаше ниту еден проект во општина Куманово за да бидат земени тие пари. ЈП Водовод, тимот кој што го имаше, настапи, ги обезбеди тие пари и тие средства ги донесе во Водовод. Кога излегов, ја исплатив платата последна, а го наследи Водовод во минус од 4 плати. Благодарам. Добро, одиме сега со пораки до гласачите. Имате по 2 минути сите да им се обратите на гласачите. Доколку сакате, можете да се обраќате на против кандидатите. Тоа е ваш избор. Максим Димитриевски, знам. Повелете. Да ви кажам, прво ова што слушнав, мети млеко тече таму во Водовод, да не е општина, нема да можат крај со крај да се остават нити они, нити останати јавни предпријатија, пошто сите долгови што се начално на општината беа вратени и најголем дел, вклучувајќи го и меа проектот од време на Ковачевски, задолжувањето за пречистителна станица, и јас го вратив долгот, и сите тие проекти одеа преку општината, им дадена беше можност да ги имплементираат. И сега новите проекти кои што се бидејќи општината е мајка на тие јавни предпријатија. Во другиот дел, значи, многу неточни тврдења беа изнесени во оваа емисија. За мене, мојот град не е пропадан град. Мојот град има перспектива и јас ќе продолжам да го водам, доколку ја добијам довербата од граѓаните, така како што е најисправно за граѓаните. Може би трендот на иселување, не само во Македонија, во Куманово, секаде е ист, луѓето сакаат да живеат во среда на инфраструктура. Значи, ние имаме сериозни проблеми, но јас не се откажувам. Работам на нив и ќе ги решам тие проблеми. Овде во оваа програма сакам да им се обратам на граѓаните директно. Значи, се напишани сите работи, како и во претходните, кои што беа напишани, а веќе се реализирани овде. Доколку граѓаните сметаат дека е оваа добра програма, нека ја дадат подршка на мене како кандидат за градоначалник, кој што во континуитет ќе продолжи да го стабилизира, да го развива и расте градот. Со нови индустријски зони, со нови капацитети за производство, со нови места кај што ќе работат луѓето, кај што ќе работиме и во руралните средини, бидејќи шајка немаше заковено таму, во урбаните руралните средини, во големите населби со над 10.000 луѓе, и акцент ќе ставиме на средување на централното градско јадро со првиот и вториот ринг за движење во градот, и дополнително ги повикувам да излезат сите кумановчани масовно на гласање и да дадат подршка и на мене како кандидат, вашиот градоначалник Максим Димитриевски, на носителката на листа за советници на ЗНАМ Ивана Георгиевска, и благодарам. Да, добро. Имам право на реплика? Мартин Костовски, само имате 2 минути. Повелете. Така, благодарам на 2 минути. Порака до гласачите, првин дека Максим Димитриевски помага јавните предпријатија. Мора да го кажеме тоа дека долговите во јавните предпријатија ги му расчисти минатата влада на СДСМ со дотација или помош од 3 милиони евро, и тоа луѓето го знаат. Меѓутоа, што е побитно? Ги повикувам граѓаните да дадат подршка за едно ново Куманово, една нова урбана енергија, да го вратиме чаламот кумановски, кажем, да ја вратиме на смевката, да го вратиме животот во Куманово, да ги наполниме улиците, да имаме реални програми кои што ќе бидат остварливи за сите граѓани. Со понудата што ја даваме, јас како Мартин Костовски, кандидат за градоначалник и носителот на листа Томица Илич, број 5 на гласачкото ливче, сме луѓе кои што може да се гордеат со тоа, бидејќи никогаш не ја напуштиле својата идеолошка матрица. Кога било тешко и кога било добро. Како што е во животот, така и во политиката. Имаш победи, имаш и порази, меѓутоа остануваме и цврсто веруваме во оние социјал-демократски вредности за кои што сме влегле во оваа политичка партија. За жал, тоа не е случај со некои други останати кандидати, меѓутоа, што да правиме, тоа е политиката, секој на политичкиот пазар има некоја вредност и тоа граѓаните најдобро го знаат. Јас ќе ги повикам граѓаните да излезат во што по-голем број, што по-масовно, бидејќи Куманово има 93.000 жители, очекувам над 55% излезност на изборите, само така заедно ќе го тргнеме од власт Максим Димитриевски и неговата вештачка коалиција, која што е створена 2021 година, и верувате дека после 2 ноември ги очекува Кумановци една подобра иднина, еден отворен однос на општината. Вратите на општината, телефоните на општината ќе бидат отворени за секого. Ќе имаме мобилни канцелари каде што заедно со луѓето ќе го градиме буџетот, заедно ќе ги формираме проектите. Секој ќе биде услужен во општина Куманово и преку таквиот однос ќе ја смениме перцепцијата на граѓаните дека
Градоначалникот е некое божество или затворен султан во некоја си канцеларија на улица 11 октомври. Добро. Илитарството и коалиција искуство за успех. Повелете ваша порека до гласачите, зашто да гласаат за вас. Ги поздравувам уште еднаш градачиве и ветувам дека ќе направам една зграда, општинава да има една зграда, некако сега што е на 4 локации кај стадионот, зградата кај полицијава, земено под Кирија, Централна кооперативна банка и до златарата Пепи, значи на 4 локации се наоѓаат канцеларииве на општина Куманово. Луѓево се шетаат од едно место на друго, си губат дневници, ги отпуштаат од работа затоа што не можат во еден ден да завршат она што имале испланирано, да извадат документација или се останато. Значи ќе направам едно шалтерски систем, ќе направам зграда достоинствена за народот, да дојде и да заврши работа во исто време, се извинувам, дигитализирана општина. И вака, значи, ние како коалиција сме хендикепирани во однос на средствата кои ги имаме добиено, затоа што Интегра како партија има добиено само 500 евра, а целава коалиција од прилика 30.000 евра. Значи нема место за да се става 10 билборди, а не да се рекламираме по телевизии. Затоа што 90% од сите пари за реклами, околу 4 милиони на ниво на државата, 90% одат за големите партии, СДСМ, ВМРО, ЗНАМ, ВЛЕН и така натаму. Па коалиција сте со ВМРО, како не сте? Значи, едноставно, тој хендикеп треба да се смени, законите да се сменат, да започнат луѓево да размислуваат на подруг начин, да размислуваат и оние кои ги носат законските вредности, и сакам да кажам дека на Куманово му е потребно чистење и почитувани кумановци, дозволете една жена да зачисти низ Куманово и да почнеме едноставно да отвориме една нова ера, да живееме достоинствен, квалитетен и убав живот. Затоа што досега овие 34 години ништо не се случуваше и доаѓаат уште полоши времења ако не се преструктурираме и не најдеме начин да почнеме од почеток се. Не можам да кажам дека имам, зад мене имам моја биографија, успешна кариера, меѓутоа се надевам дека ќе работиме за доброто на сите граѓани. Ви благодарам. Мирослав Петковиќ, Левица. Вашите пораки до гласачите зашто да гласаат за вас. Да, би се задржал први на уште една тема да се надоврзам на господјата Виолета за загаденоста. На вистина мислам дека може да се реши загадувањето во градот преку иницирање на предпријатија кои ќе живеат од отпадот. Не мора да одиме толку далеку до Индонезија, во Словенија има такви предпријатија, односно не се тоа предпријатија, тоа се приватни фирми, приватни бизниси кои функционираат од 1990 година. И втора работа, ние мораме како општина да имаме регистар за следење на најдобрите ученици. Каде се нашите најдобри ученици од средните школи во последните 10 години? 80% од нив не се во Куманово. Дел се во Македонија, но 80% ние мораме тие луѓе да ги следиме, да ги потикнуваме и секако да ги стипендираме во нивните натамошни студии. Сега би се навратил за пораката на граѓаните. Ние од градоначалниците направивме реално стручњаци за се. Градоначалникот треба да знае чистота, градоначалниците се луѓе кои треба да имаат идеи, а секторите во општината и стручните лица се тие кои од таа идеја прават концепт и подоцна тој концепт го реализираат. Само едно треба да знаат. Во последните 30 години, додека гласа за едните исти, ние од светски организации бевме со истражување прогласени за најнеинтелигентна нација. Дајте да го промениме тоа, да покажеме дека не сме најглупави, да не ги правиме повторно истите грешки. Досега слушавме како зборуваат за нивните политички кариери, а не за нивните решенија. Со нас ќе слушате за решенија и ќе бидете прашувани за решенија. Тие многу ни погрешија на нас младите. Затоа треба да гласате за Левица, за нас младите и за младите по нас. Тие ви погрешија, јас ништо ви немам погрешен. Добро, на крај сте. Горан Стојковски, независен кандидат, вашата порака, вашите пораки до гласачите. Зошто да гласаат за вас? Сакам да промовирам еден нов тип на градоначалник. Нов тип каде што ќе го нема она ќе бидам, него врз основа на она што бев. Додека бев директор во Водовод, не седе во канцеларија и не подпишував одлуки. Бев на терен со луѓето и донесував решение.
Работевме и во трета смена заедно со нив. Не користев службено возило и донации и доодење по кафани. Тие средства останува во самото предпријатие и служа да може тоа предпријатие да функционира. Ова го правиме за оние кумановци кои што сакат да градат приказна во овој град, кои што не сакаат да се одселат. За оние кумановци кои што го сакаат овој град, кои не го препознаваат, како што имаме ситуација сега. За оние кумановци кои што ќе заминат од градот, го носат со себе. Секогаш прашуваат како е и што е во Куманово. Ова го правиме за оние убави луѓе, кои што го обликуваат и креираат Куманово на културно ниво. Луѓе кои што го носат духот на градот на себе, луѓето кои што живеат културата. Ова го правиме и за бизнис заедницата, на која што и ветуваме, дека општина Куманово ќе ги смени своите компетенции и ќе работи во насоки на решавање на локални економски проблеми. Општина Куманово која што ќе биде вистински партнер и можност на бизнис заедницата, а не пречка. Ова го правиме за сите млади луѓе кои што секој ден ни се придружуваат, за сите оние кои што не робуваат на партиска апаратура, на партиска бирократија, на сите оние кои што имаат идеја за едно поубаво, помодерно и во пред се по-нормално Куманово. Благодарам. На крај сме. Ви благодарам што бивте гости, кандидати за градоначалници на општина Куманово. Ни беше чест, благодариме на поканата. Благодарам. Благодарам што ме гледавте. Пријатно.